Повеќе од 4 тони сув цвет се ожнеани во фирмите што одгледуваат канабис за медицински цели, но тој главно завршува по магазини поради неможноста да биде извезен. Сега моментално немаме профит. Сега моментално само расходи и само расходи. Во очекување собранието да ги одобри законските измени со кои ќе се овозможи извоз, се повеќе инвеститори и таат по лиценци. Има интерес, доаѓаат навистина големи и сериозни компании. Напливот на барања за лиценци добива уште една контрола. Без одобрение од владата нема да биде можна промена во сопствеништвото на лиценцираните фирми. Моето семејство, јас јавно на овој парламент сум зборувал, има своја инвестиција во Свети Николе. Дали новата контрола може да се сопне на судир на интереси? На почетокот на месецов владата ги усвои предлог измените на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Главните измени во законот се однесуваат на производството на марихуана за медицински цели. Клучните одредби се формирање на посебна агенција за следење на оваа дејност, воведување нова давачка за фирмите што одгледуваат канабис, како и забрана за продажба на компаниите што одгледуваат канабис без одобрение од владата. Со формирањето посебна агенција треба да се овозможи извоз на сувиот цвет, главен производ од одгледувањето марихуана. Кога законот ќе помине во парламентот, канабис фирмите го очекуваат и првиот ќар. Треба само еден фитосанитарен документ за да можеме да го извршиме извозот, што е многу побрзо да дојдеме до некои приходи, за да можеме да го спасиме, да ја спасиме дејноста во Република Македонија. Од тие причини ја поздравувам иницијативата. Но други одредби од предлог законот се мета на критика од инвеститорите, особено онаа што предвидува фирмите со лиценца за производство на канабис да уплаќаат во државниот буџет по 10% од износот на секоја излезна фактура. Ние и во ДДВ-то имаме 5% за медицински цели. Значи сега 5% и плюс уште 10% затоа што е извозна фактура и сме против затоа што реално ова е медицина и таа треба да биде со повластени ставки и од тие причини ценам дека тие 10% се сувишни. Ако поминат предлог измените, за добивање лиценца ќе треба да се обезбеди гаранција од половина милион евра, за разлика од сега кога вакво нешто воопшто не се бара. Исто така ќе се бараат и најмалку 5 мина вработени, споредено со четворица според актуелната регулатива. Но иако извозот на сув цвет досега не беше возможен, никогаш не престана интересот за влез во овој бизнис. За споредба, во 2017 година владата одобрила 6 лиценци. Во 2018 9, а годинава лиценци добиле 16 фирми. Освен овие 31 компанија, уште 15 фирми аплицирале и чекаат одговор. Со оглед на тоа што семејството на премиерот Заев има сопствеништво во 2 од лиценцираните фирми, Мамо Свети Николе и Фарма Медика Канабис од Валандово, го прашавме председателот на Сдруженијето на компаниите со лиценци дали гледа потенцијален конфликт на интереси ако владата, на чие чело е Заев, решава кој може, а кој не да влезе во бизнисот. Не само што гледам, мислам, судир на интереси, зашто владата се впушта во private label, значи во приватниот сектор. Ако берзата е слободна, како ние ќе направиме акцијата да се продаде, ќе треба пред согласноста од владата, па може инвеститорот ќе се премисли. Ќе рече, ај, оставете ги ваши бирократски работи, не инвестирам кај вас. А збориме, нели, да ја развиеме берзата. Дека интересот за овој бизнис расте, јавноста разбра и од Инстаграм профилот на контроверзниот канадски бизнисмен, кралот на канабисот Биг Майк, кој најави гламурозна предприемачка авантура, која од Македонија ќе направи европска канабис суперсила. Владината прес-служба не јави за средбата, но таа е неодминлива тема на седниците за пратенички прашања. Премиерот ги брани предлог законот и како што вели сите честни инвеститори. Вредноста на проценката на тие инвестиции поголема од 100 милиони евра, производство кое што ќе го создаваат на годишно ниво. Тоа е скоро 1% од бруто домашниот производ на државата. Е обезбеден 10% од бруто производството да биде приход на државата, не данок на добивка. Значи 10%, ако е 100 милиони евра извозот, 10 милиони евра е приход директен на државата. Министерот за здравство Венко Филипче појаснува дека парите што ќе се соберат од новата давачка за извоз ќе одат за програмата за ретки болести, како и за трошоците за работа на Агенцијата за контрола на одгледувањето која треба да се формира. 10% секоја излезна фактура, според него, не се крупен трошок за инвеститорите. И те беа свесни за
за оваа мерка. Меѓутоа, со оглед на тоа што навистина е висока цената на цветот, на маслото во светот, мислиме дека е соодветен процент. Тој остава простор за интервенции во законот преку амандмани, но генерално го брани со тврдење дека станува збор за усогласување со европското законодавство. Секоја промена во собственичката структура на фирмите ќе треба да биде одобрена од владата. Знаејќи дека фамилијата Заеви се занимава со овој бизнис, значи ли дека премиерот ќе ја контролира конкуренцијата? Многу е логично да имаме увид со оглед на тоа што станува збор за многу сериозни инвестиции, да знаеме кој е собственик. Прво во законот имаме и уште една одредба, а тоа е дека доколку се аплицира за лиценца, мора да се почне со производство во период од 6 месеци, па после да евентуално стане збор за продажба. Што сакаме да направиме? Сакаме да се заштитиме, да не некој инвестира само еден дел од сумата на пари предвидена за да се почне со производство со цел да ја добие лиценцата, а после да ја препродаде. Значи сето ова е донесено со цел да се заштити државата. Да нема препродавање на лиценци, многу големи и странски компании се заинтересирани за инвестиции во овој сектор, така да сметам дека државата апсолутно во секој момент треба да има увид во собственичката структура на тие кои што ги поседуваат лиценците. Неизвестно е дали Филипче ќе успее да ги одбрани сите предложени измени во собранието. Одмак Канабис веќе бараат средби со координаторите на пратеничките групи и лобираат да не се гласаат дел од ново предложените одредби, како на пример потребата за согласност од владата за промена на собственичката структура. Сега останува нели за да биде они да ни дадат согласност. Значи не знам тој момент можеби некои од фирмите ќе го дадат на уставен. Значи таа одредба конкретно можеби ќе сакаме да помине цветот само, во интерес ни е на сите да помине цветот, а после тоа дали ќе го обжалиме на уставен, тоа сигурно нема да ни избега. Одмак Канабис сепак признаваат дека законот е еден од најлибералните во светот, оти нема ограничување на количините за производство. Затоа и крупни странски бизнисмени се загреани да го отпочнат бизнисот во малата Македонија. Последно, пред една недела канадската фирма Green Cannabis Incorporated ја купи лиценцираната скопска фирма Цаноби, се уште без потреба од претходно одобрение на купопродажбата од владата. За разлика од извозот на сувиот цвет кој допрва ќе се одобрува, извозот на екстрахирано масло од канабис е слободен, но скап. За да можат да извезат масло на странскиот пазар, инвеститорите мора да покажат европска лиценца за добра производствена пракса, која чини стотици илјади евра и е трошок што засега не можат да си го дозволат. Само 4 до 5 фирми ги имаат потребните услови за екстракција на масло. Останатите чекаат да заработат од сувиот цвет за евентуално да инвестираат и во екстракција. Канабис бумот во земјава никако да одекне.